навистина да му дадеме шанса на процесот и да ја дадеме шанса на демократијата во Република Македонија. Да ја дадеме шанса на граѓаните на Република Македонија и навистина да не ја навредуваме нивната интелигенција. Да не го навредуваме нивното демократско право да одлучуваат. И кога вас ве бирале, и кога нас не бирале, тие мислеле и ќе мислат и во иднина дека бираат луѓе кои работат во интерес не само на поедини граѓани, на сите граѓани на Република Македонија, на крајот и на Република Македонија. Побаравме пауза, бидејќи бевме сигурни и убедени дека ќе превладае разумот и дека сепак ова законско решение, поднесено по ваква скандалозна постапка, ќе го повлечете. Гледаме дека вие сте соучесници со ова и навистина демонстрирате едно политичко неразумно однесување, демонстрирате едно политичко авторитативно однесување, кое за жал, кога бевте опозиција, ветувавте на граѓаните дека ќе се борите против истото. Ова е навистина, ама искрено и вие тоа го мислите, убеден сум, ве гледам, тажен ден за демократијата во Република Македонија и лош ден за демократијата и интересите на граѓаните на Република Македонија. Тоа што беше до ВМРО ДПМН, овие 4 месеци го исполни. Учествувавме во сите реформски закони. Бевме критикувани од нашите членови дека гласаме закони со двотретински, но на прво место не беше партискиот интерес. На прво место за нас како пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата и за ВМРО ДПМН беа интересите на граѓаните на Република Македонија и Република Македонија. И затоа ги гласавме. И затоа и ова е голем дел од она што вие го нарекувате и дефинирате како препорака или како датум, одредување датум за преговори. Сите знаеме дека тоа е датум заради датум. Затоа уште еднаш ќе ве молам, навистина размислете и апелирам да превладае разумот и државничкото однесување, државниот и граѓанскиот интерес на Република Македонија.